5 дена пред истекот на мандатот на државниот јавен обвинител Љубомир Јовевски, се уште не се знае кој ќе седне на најмоќната фотелја во клучен предизборен период за државата. Еден од 9 републички обвинители ќе биде вршителот на должност додека мина законската процедура, но зошто не се открива кој ќе седне на местото на Јовевски, во моменти кога сериозни се опасностите од предизборни злоупотреби, останува дилема. За обвинителите Фатеме Фетај, Лидија Рејчевик, како и Љупчо Куцевски, од Советот за јавни обвинители велат дека се уште е рано да се зборува, бидејќи не го добиле предлогот од владата. Откако ќе го добијат, ќе дадат позитивна или негативна оценка. Ние, кога ќе го добиеме барањето за давање на мислење, секако ќе го разгледаме на седница на Советот. Рокот е 15 дена, законскиот рок. Ќе го испочитуваме рокот, а во однос на мислењето, за секој од пријавените кандидати имаат право сите членови на Советот да дадат своje мислење и врз основа на тоа ќе се изгради ставот на Советот. Од Советот појаснуваат дека ќе го запазат рокот и откако ќе го добијат предлогот ќе ги разгледаат работните биографии на кандидатите, па ќе оценат. Имено, на денешната седница се пополнија 2 места во Републичкото јавно обвинителство. Лиле Стефанова, обвинителката од организиран криминал, како и Наум Пановски, обвинител од Вишото Скопско обвинителство, се избрани за јавни обвинители во Републичкото обвинителство. Обвинителката Гордана Гешковска, пак на јавноста позната по случајот Монструм, до крајот на месецов заминува во пензија. Љубомир Јовевски стана државен обвинител на 25 декември 2017. Неговиот мандат е проследен со низа скандали, а најмногу е обвинуван за непостапување за корупцијски скандали во кои се вклучени имиња од актуелната власт.